Куќата на Челебон Франко, на улица Рузвелтова број 10, е важен дел од еврејското наследство во Битола. Челебон Франко бил богат сефардски трговец кој, заедно со братот Јосеф, поседувал една од најголемите продавници за текстил во градот, спроти безистенот кај местото познато како Кајаврата. Куќата е изградена меѓу 1932 и 1934 година, со приземје и подрум, и двете со по 14 соби. Се истакнува со раскошните прозорци и фасадни орнаменти. Во 1943 година, Челебон и Јосеф Франко, заедно со нивните семејства, биле депортирани во Треблинка. По војната, во куќата живеел познатиот Дрхаим Абраванел, чие име денес го носи Домот за народно здравје. Денес, собственик на објектот е семејството Алексовски. На аголот меѓу Широк Сокак и Домот на културата се наоѓа грандиозната жолта куќа на семејството Османли. Во неа живеел доктор Александар Османли, кој од сиромаштија заминал за Чикаго каде што завршил медицина. Иако сонувал да снима филмови, во 1920 година се вратил во Битола. Инспириран од американската мода, доктор Александар ја изградил и ја украсил оваа аристократска куќа во 30-тите години на 20-тиот век. Тој отворил ординација на приземјето и брзо станал успешен и богат лекар. Што ја прави посебна? Тој бил меѓу првите што поставил паркет и сам ја поврзал електричната инсталација со 100 светилки. Внатре уште постои музички кабинет со грамофон на кој може да се слушаат плочи од странство.